Силата на Христовото воскресение или силата на воскресението. Воскресението како такво, воскресението на Исус, е важно од неколку причини. Прво, самото воскресение сведочи за огромната моќ на самиот Бог. Зборот воскресение значи да се стане од мртвите, да се воскресне од мртвите. Да се верува во воскресение значи да се верува во Бог. Ако Бог постои, а постои, и ако Тој го создал универзумот и има моќ над него, тогаш тој има моќ да воскреснува и мртви. Ако Тој нема таква моќ, тој тогаш не би бил достоен за нашата вера и обожување. Само оној кој го создал животот може да воскреснува мртви. Само тој може да ја смени грозотијата на самата смрт. И само тој може да го отстрани осилото на смртта и да извојува победа над гробот и над смртта. Воскреснувајќи Исус од гробот, Бог не подсетува на неговата апсолутна сувереност над животот и смртта. Воскресението на Исус Христос е исто така важно, затоа што потврдува кој е Исус. Имено, тој е Божи син и Месија. И воскресението на Исус Христос е потврдено од повеќе од 500 очевици, за кои пишува апостол Павле во своето писмо до Коринтјаните и дава непобитен доказ дека тој е спасителот на светот. Друга причина зошто воскресението на Исус Христос е важно е тоа што го докажува неговиот безгрешен карактер и божествена природа. Исус беше Бог во тело. Библијата вели дека Божиот светец, а тоа е Исус, никогаш нема да види распаѓање. Според Псалм 16 и 10 стих. Факт е дека Исус никогаш не виде распадливост. Тој физички умре, но не виде распаѓање. Тоа е запишано во Дела на апостолите 13 глава. И врз основа на Христовото воскресение, Павле проповедаше дека преку Исус ви се навестува простување на гревовите на сите народи. И преку вера во него, секој се ослободува од својот личен грев, кој што го наследи од Адам, или кој што го наследивме од Адам. Неговиот совршен живот ни овозможува на сите нас кои веруваме потврда или простување на гревовите, затоа што тоа е замена заради нас и за нас. Воскресението на Исус Христос не само што го потврдува неговото божество, туку ги потврдува и старозаветните пророштва кои ги предскажаа страдањата и самото воскресение на Исус. Христовото воскресение исто така ги потврди неговите собствени тврдења дека ќе воскресне на третиот ден, согласно Марко 8 глава 31 стих, 9 глава 31 стих, 10 глава и така натаму. Ако Исус Христос не воскреснеше, тогаш немаше да имаме надеж дека и ние ќе воскреснеме еден ден. Таквата надеж би била празна ако нема воскресение. И всушност, ако немаше Христово воскресение, ќе немаше да имаме и спасител и надеж за вечен живот. Се ќе беше празно. Како што рече апостол Павле, нашата вера би била тогаш празна. Евангелието би било целосно немоќно и нашите гревови би биле се уште неопростени. Тоа го вели Павле. Исус рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Тоа е запишано во Јован 11 глава 25 стих. Во таа изјава на Исус се тврди дека тој е изворот на двете. Нема воскресение без Христос и нема вечен живот без Христос. Исус прави повеќе отколку што дава живот. Во која смисла? Тој е животот и затоа смртта нема моќ над него. Исус им го дава својот живот на оние кои имаат доверба и веруваат во него, за да имаме победа над смртта. Победа над смртта, тоа е најголемата слобода на човекот.
Ние кои веруваме во Исус, лично ќе го доживееме самото воскресение, затоа што животот што ни го даде Исус е победа над смртта. Невозможно е смртта да победи, зашто животот ја проголта смртта. Исус е првиот плод на умрените, како што вели Павле. Со други зборови, Исус го пласираше или трасираше патот кон животот по смртта. Воскресението на Исус е кажано како сведоштво или важно како сведоштво за воскресението на човечките битија, на сите нас, што е основен принцип, основен принцип на христијанската вера. Зашто ако не веруваме во воскресение на Исус, нашата христијанска вера би била празна. За разлика од другите религии, кои што се втемелени на филозофии и човечки измислици, христијанството има основач, кој ја надмина смртта и ветува дека неговите ученици ќе го имаат истото искуство, воскресение. Секоја друга религија во овој свет била основана од луѓе или пророци, чиј крај бил гробот. Како христијани, знаеме дека Бог стана човек, умре за нашите гревови и воскресна на третиот ден. Се покажа жив на Марија, на учениците, на повеќе од 500 луѓе. И денес и нам ни се објави преку Светиот Дух кој што го примивме. Гробот не можеше да го задржи. Тој живее и денес и седи од десната страна на Бог Таткото, на небото. Според зборовите на Павле, во Евреите 10 глава 12 стих. Почитувани, Божиот збор, Библијата го гарантира самото воскресение на верникот при доаѓањето на Исус Христос по неговата црква. Таквото уверување конечно ќе триумфира, како што Павле рече во Коринтјаните: смрт, каде ти е победата? Смрт, каде ти е осилото? Важноста на Христовото воскресение има влијание врз нашата служба за Господ. Павле го завршува својот говор на воскресението со овие зборови: затоа, мои возлюбени браќа во Господа, знаејќи дека вашиот труд во Господ не е напразен, и затоа бидете цврсти, непоколебливи, секојаш пребогати во Господовото дело. Сега, откако знаеме дека ќе воскреснеме за нов живот, можеме да издржиме секаков вид прогонства и опасности заради Исус. И поради воскресението на Исус, илјадници христијански маченици низ историјата доброволно го предадоа својот земен живот, знаејќи дека ги чека вечен живот и воскресение за живот. Воскресението е славна победа на секој верник. Исус Христос умре, беше погребан, воскресна на третиот ден според писмата, но тој повторно ќе дојде како жив спасител. Умрените во Христос ќе воскреснат, а оние што се живи при неговото доаѓање, зашто ќе има една таква генерација, ќе се преобразат и ќе добијат нови и прославени тела, слично на Исусовото, по неговото воскресение. Зошто е важно воскресението на Исус Христос? Тоа докажува кој е Исус. Тоа покажува дека Бог ја прифати Исусовата жртва во наше име. И тоа покажува дека Бог е силен, моќен да не воскресне од мртвите. И тоа гарантира дека душите на оние кои веруваат во Исус нема да останат мртви. Туку ќе воскреснат за вечен живот и Бог ќе даде нови тела, вечни и нераспадливи. Прекрасна надеж, зар не?